Волјата представува способност на човекот да се концентрира и да ја вложи својата енергија во реализирање на некоја намера. Со помош на волјата, човекот ги реализира своите замисли и цели. Свесната човекова активност и насоченост кон остварување на некоја цел зависи од представата на она што се посакува, размислата и оценувањето на вредноста на посакуваното, како и од начинот на реализацијата, решение и насоченост за определено действување, извршување на намерата. Реализацијата на човековите замисли и цели зависи од волјата. Францускиот психолог Пјерон ја определува волјата како самостојност, способност за донесување цврсти решенија кои ги совладува сите пречки. Најдобриот начин да се користи волјата е како морален стремеж пред се кон слободата. За човекот се вели дека има само контрола ако ги владее своите нагони, ирационалните импулси и навики. На човековите решенија влијаат повеќе фактори, како разумот, чувствата, интересите, социјалните стремежи, сознанијата. Волјата се јавува во повеќе форми, како слободна волја, слободен избор меѓу две или повеќе можности, доброволност, действување без притисок, зловолност, действување без желба за успех и добро дело. Својствата на волјата поврзани се со способноста, настојчивоста и издржливоста на човекот да ги реализира своите намери и цели. Луѓето кои имаат силна волја се карактеризираат со решителност и подготвеност да го спроведат своето решение, како и да ја примат целата одговорност. Карактеристиките на цврстата волја се настојчиво обстанување на решението, неменување на земената насока. Независната волја се одликува со самостојност на личноста во своето дејствување. Разликата меѓу истрајната и колебливата волја е следната. Истрајната волја е сила на личноста да опстане на решението, а колебливата волја постојано ги преиспитува своите решенија. Лабавата волја е знак на недоследност и менливост на решенијата, а слабата волја е негативно морално својство на личноста која нема мог да донесе добро решение и нема сила да издржи во решенијата на поставената цел. Болестите на волјата се следните: фиксни идеи или обсесии, цврсти замисли без потпора во реалноста, импулси, нагонски потикнувања, абулија, безволност, инает, не е силна волја. Синдромот на Бориданово магаре е незнаење да се донесе решенија пред еднакви мотиви.